Оптимизам владее во пресред на средбата на премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас оваа недела во Софија. Во студиото е колегата Владимир Мирчевски, кој ги следи преговорите за името. Владимир, можно ли е уште оваа недела во Софија Заев и Ципрас да си подадат рака и да објават дека има договор за прашањето за името? Васко, иако сите сигнали велат дека процесот е пред самата завршница и дека има големи шанси уште во текот на оваа недела да се објави дека е постигнат договор, премиерот Заев во денешната изјава, најверојатно водено од максимата ништо не е готово додека се не е готово, излезе со повоздржан настап во кој што зборува за други рокови во кои што би се објавил евентуалниот договор. Еве што изјави поточно премиерот Заев. Целта е да направиме еден рекапитулар најмалку на тоа што досега е разговарано, да го потврдиме и да знаеме дека сме завршиле, а истовремено и да дадеме смерници понатаму на министрите секако разговорите. Секако времето е кратко, не знам се појавуваат информации дека готово сега на 17 ќе се реши, не е така, затоа што суштински е тој дел што е останат за разговори. Јас верувам дека пред се треба да бидеме креативни и посветени. Јас би сакал некаде пред самитот на Советот на Европа, а потоа и Европскиот совет, тоа е 25 и 26, па 28 и 29 јуни. Тога се носат одлуките за добивање на датум за преговори или не, до тогаш да имаме некое решение. Дури треба да знаеме сите дека и да има приближување на она што е останато, и во Грција и во Македонија мора да направиме внатрешен процес на консултации. Затоа што треба процесот, јас како што реков, да биде, ако е возможно, подржан од сите. На Заев му е очигледно важно да се координира и со другите домашни политички актери. За воздржан оптимизам зборува алтернативниот министер за надворешни работи на Грција Јоргос Катругалос. Тој во интервју за едно грчко радио вели: направена е систематска работа, прашањата се стигнати до нивното јадро и сега е време да се разговараат на највисоко ниво. Έχει γίνει πολύ συστηματική δουλειά. Έχουν φτάσει τα θέματα στον πυρήνα τους και είναι η ώρα πράγματι να κουβεντιαστούν στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Όπως έχω πάντα πει σε εγώ τις ανάλογες ερωτήσεις, έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί να έχουμε συμφωνία. Όπως από την αρχή άλλωστε. Διάβασα και εγώ πράγματι ότι θα είναι μια νέα ενδιάμεση συμφωνία. Τίποτα δεν είναι πιο αναλυθές από αυτό. Η συμφωνία θα είναι συνολική. Θα λύσει όλα τα ζητήματα από τώρα, να μην αφήσει ουρές, γιατί τότε εάν άφηνε ουρές δεν ανταποκρινόταν στις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει να είναι συνολική και μόνιμη. Μπορεί να έχει ένα χρονοδιάγραμμα για ορισμένα ζητήματα που δεν μπορούν να λυθούν με τη στιγμή της υπογραφής, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι ενδιάμεση όπως η προηγούμενη. Εμείς θέλουμε και όχι απλώς θέλουμε, είμαστε βέβαιοι ότι θα έχει υποστήριξη πολύ ευρύτερη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεδομένου ότι θα είναι μια συμφωνία εθνικά υποφελής. Αλλά δεν υπάρχει κανένας συνταγματικός λόγος για 180 ψήφους. Αν δεν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, να σας πω, αυτό θα είναι μεγάλο θέμα για τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί η εθνική γραμμή την οποία προωθούμε είναι η γραμμή που είχε αρχίσει να στείνει ο πατέρας του, αυτή που υπονόμευσε ο κύριος Σαμαράς, αυτή που ο Κώστας Καραμανλής επιβεβαίωσε το 2007. Го слушнавме грчкиот алтернативен министер за надворешни работи. Очигледен е оптимизмот во неговиот настав во пресред на средбата Заев Ципрас, а по викенд состанокот на министрите Димитров и Кодзијас со медиаторот Нимиц. Владимир, може ли да се предпоставуваат контурите на решението за кое што се преговара? Разбирливо дека во оваа фаза од процесот двете страни се затворени за официјални информации, но ако се водиме од логиката на нештата и тоа што им е најважно на двете страни, тогаш би требало македонската страна да добие чиста одредница, чисто именување на јазикот и неспорно право на мнозинската заедница да се идентификува како македонски народ во земјава. Од друга страна на Грција е најважно новото договорено име да биде за севкупна надворешна, но и домашна употреба, и тоа фактички беше сегмент од целите преговори на кои што најмногу се потроши време во последниот период. Ако има конечен договор, тоа значи дека и ова чувствително прашање од пакетот е затворено. Но какво, дали со одложена примена на домашната употреба на новото име дури по приемот во Европската Унија, треба да видиме по објавувањето на евентуалниот договор. Важни елементи од договорот се и така наречените секвенции, односно што, кога и како ќе се случува, или што ќе биде доволно за Грција да ја крене рампата за почеток на преговори со Европската Унија
И НАТО оти, например, ако треба да се отвора уставот, а е многу известно дека тоа ќе треба да се случи, тоа би можело многу да ги одложи процесите. Да, ова секвенционирање за кој што ти зборуваш е многу важно, бидејќи роковите, како што кажа, и за Европската унија во јуни и за НАТО во јули се многу куси, многу кратки. Прашањето е дали Грција би се согласила со почеток на преговори за членство во Европската унија само со потпишан договор. Има некои информации дека можеби би се согласила. Потоа прашањето е дали Грција би дозволила Македонија да добие покана за членство во НАТО со ратификуван договор во македонскиот парламент, а во периодот за ратификација на овие пристапни протоколи, пристапни договори во грчкиот парламент, односно тој процес да биде условен со усвоењето на уставните измени во земјава Македонија. Исто така дома кај нас е важно да се види колку брзо би можело да се ратификува договорот, како би се поставила опозицијата, да се види кога би се организирал референдум, кога би се отворил уставот и дали се тоа би се комбинирало и со евентуални избори.